Добар ден, Пладневни вести. Во нив. Аврамополус порачува, ако си од Македонија треба да зборуваш грчки. Виктор Лилчик го наследи Паско Кузман. Професорот по археологија е новиот директор на Институтот за заштита на културното наследство. Уапсен Гоце Симоновски, соработник на екс-градоначалникот на Охрид. Продолжен рокот за индискиот бизнисмен Субрата Рој да ги врати парите на инвеститорите во случајот Себи. Индиското регулаторно тело бара затвор. 136 години затвор може да добие американскиот војник Бредли Менинг, кој достави доверливи документи до Викиликс. За Асанж пресудата представува опасен преседан. Американски студент минал 4 дена во затвор без вода и храна. Добил оштета од над 4 милиони долари. Не стивнуваат светските реакции за судењето на американскиот војник Бредли Менинг, на кого по 18-часовното судење му се заканува затвор од 136 години. За Асанж, чиј портал ги објави доверливите документи од Менинг, пресудата е опасен преседан. За некого предавник, за други херој. Америка се подели откако војникот Бредли Менинг вчера беше прогласен за виновен по 19 од вкупно 21 точка од обвинението за доставување доверливи информации на Викиликс. Граѓаните излегоа масовно за да му дадат поддршка. За нив пресудата е голем удар за слободата на медиумите и закана идните службеници да не можат да објават потенцијални лаги и грешки на владата. Пресудата покажува дека правото на американците за пристап до информации за действувањето на владата е неостварливо. Едвард Сноуден исто така е пример дека одредени тајни не смеат да излезат во јавност. Основачот на Викиликс, Џулијан Асанж, кој никогаш не призна од каде ги добил документите, веднаш му даде поддршка на Менинг. Го нарече хероја, пресудата на воениот суд ја означи како опасен национален безбедносен екстремизам на владата, предводена од председателот Обама. Пресудата според него докажува дека новинарите сега мора да се борат рамо до рамо за да ги заштитат своите извори. Ова е опасен преседан и пример за национален безбедносен екстремизам. Ова е кусогледа правда која не треба да се толерира. Пренесувањето на вистинските информации никогаш не треба да се смета за шпионирање. На 25 годишниот Менинг му се заканува затворска казна од 136 години. Тој сепак се спаси од најсериозното обвинение за поддршка на непријателот, што за Менинг ќе значеше доживотен затвор без право на помилување. Тој призна дека праќал доверливи воени извештаи од Ирак и Авганистан, но негираше дека со тоа сака да им наштети на САД, туку сакал да поттикне јавна дебата за војната. Менинг за време на неговата служба во Ирак како разузнавачки аналитичар имал пристап до многу доверливи информации. Во периодот од ноември 2009 година до мај 2010 година на Викиликс му доставил 700.000 тајни документи на американската војска. Меѓу нив е и една видеоснимка која покажува како во напад на американски хеликоптер во Багдад се убиени невооружени цивили. За останатите светски информации подолу во вестите. Грчкиот министер за одбрана Дмитрий Аврамополус му порача на добисникот на Државната агенција МИА дека ако од Македонија треба да зборува и прашањата да ги поставува на грчки јазик. Аврамополус, чиј кабинет според МИА во текот на целиот ден избегнувал средба на која би можел да биде прашан за спорот зимето, одговорил со сугестија дека македонците треба да зборуваат грчки. Од каде сте? Од Македонија? Па тогаш зошто не зборувате грчки? Одговорил Аврамополус на прашањето на дописникот на МИА, пошто избегнал понатамошен диалог. Грчкиот министер за одбрана, кој до неодамна беше шеф на грчката дипломатија, во Пентагон имаше куса средба со секретарот Хейгл. Според информациите од Американскиот секретаријат за одбрана, на средбата не станало збор за спорот со името. Аврамополус е во Вашингтон на недела дена пред доаѓањето на грчкиот премиер Антони Самарас, кој ќе има средба со американскиот председател Барак Обама, подпредседателот Џо Бајден и државниот секретар Џон Кери.
И додека министри во грчката влада упатуваат пораки до земјава, коалицијскиот партнер во владата Али Ахмети пишува писмо до меѓународната заедница. Ахметиво, како што велато дуи лично писмото по нареднешниот генерален секретар на НАТО Робертсон, бара тој да го искористи неговиот авторитет за, како што се вели во писмото, да се стави спорот со името итно на агендата на меѓународните сили, да се крене диалогот на повисоко ниво, за конечно да се реши спорот со името. Собрата Рој доби дополнително време за враќање на парите на инвеститорите во случајот што индиското регулаторно тело СЕБИ го води против Сахара Груп. Врховниот суд ги слуша аргументите на СЕБИ, пазарниот регулатор, што се однесуваат на непочитувањето на судската одлука и улогата на Рој и ја одложи постапката до 6 август заради дополнително обезбедување аргументи и одбрана, пишува Бизнис Стандард. Во исто време СЕБИ од Врховниот суд побара Собрата Рој да биде казнет со затвор од 6 месеци. Одбележани 12 години од загинувањето на припадниците на Ослободителната народна армија во Танушевци на церемонијата во Гостивар. Пред споменикот на загинатите се поклони и министерот за одбрана Талат Џафери, градоначалникот на Гостивар, објави порталот Алмакос. Пред 12 години, поточно на 29 јули 2001 година во Танушевци, Гостивар, беше убиен командант на 116-та бригада на Ослободителната национална армија и 4 припадници на УНА, Брахи Мадам, Хајре Емини, Насер Адеми и Хисе Фазлиу, објавува Алмакос. Приведен е поранешниот раководител на секторот за туризам и локален економски развој, актуелен секретар за образование при локалната во Охрид Гоце Симоновски. Како што информираат од полицијата, Симоновски бил приведен поради тоа што тој наводно упатувал закани кон секретарот на општината поради негативните оценки за работењето кој ги добивал. Полицијата најави детали во текот на денот. Тој беше начело на секторот за туризам кога градоначалник на Охрид беше Александар Петрески од СДСМ. Симоновски беше симнат од функцијата откако локалната власт ја презеде ВМРО ДПМН кога победи Никола Бакрачевски. Помалку од една година имаат граѓаните да достават елаборат или нивната градба ќе биде урната. Вкупниот број на доставени барања за изготвување на геодетски елаборати 128.630, од кои 10.000 елаборати се изготвени, а не се подигнати од страна на граѓаните на Република Македонија. Значи има 128.000 барања, 630, тие сите елаборати се изготвени, а 10.000 елаборати воопшто не се подигнати од страна на граѓаните. Покренавме иницијатива за менување на тарифникот за висина на надоместокот на извршени геодетски работи од страна на трговците поединци, овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи за намалување на цената на геодетските елаборати за легализација на бесправно изградени објекти за примателите на социјалната парична помош. Со оваа постапка се предвидува намалување на цената на чинење на елаборатите за легализација на бесправно изградените објекти за 50%. И тоа за објекти до 50 метри квадратни, за објекти од 51 метар квадратен до 150 метри квадратни. Односно да се намали цената на чинење на елаборатот за легализација на бесправно изградените објекти до 50 метри квадратни од 2000 денари на 1000 денари и да се намали цената на легализација на бесправно изградените објекти од 51 до 150 метри квадратни од 41 денар на 20 денари по метар квадрат. Во Република Македонија има вкупно 149 регистрирани геодетски фирми. Има преку 200.000 се уште неподнесени барања за легализација до тие фирми. Доколку граѓаните на Република Македонија и фирмите не ги поднесат час поскоро овие барања, во тој случај геодетските фирми нема да можат да стигнат во рокот утврден со закон 18.6.2014 година да ги изготват фирмите. Директорот на Управата за заштита на културно наследство ќе биде Виктор Лилчик, професор на Филозофскиот факултет и доктор на археолошки науки. Владата на вчерашната седница го именуваше, а периодот на мандатот согласно законот изнесува 4 години. Истовремено и официјално е констатиран престанокот на мандатот на досегашниот директор Паско Кузман, кој пред неколку месеци ги исполни условите за старосна пензија и продолжи да го врши раководењето со институцијата до назначувањето на новиот директор. Според владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, Лилчик се пријавил на првиот јавен повик за пројавување интерес за ангажман на раководни функции
конференции, каде беше предвидена и оваа позиција и остави најдобар впечаток на интервјуата и во првата и во втората фаза. Турската влада добила најави дека по завршувањето на летото во земјата се можни нови протести, слични на оние за паркот Гези во Истанбул. Ова го изјави турскиот вице-премиер Булент Аранч, според кого протестите ќе биле организирани под различни форми, а нивната цел би била да се дестабилизира состојбата во земјата пред локалните избори, што треба да се одржат во март следната година. Основачот на Wikileaks Џулијан Асанж во одбрана на американскиот војник Бридли Манинг, кој беше синоќа осуден за шпионажа на САД, пресудата според Асанж представува опасен преседан и докажува дека новинарите сега мора да се борат рамо до рамо за да ги заштитат своите извори. 25-годишниот Менинг вчера беше прогласен за виновен за 20 обвиненија, но не и за најсериозното – помагање на непријателот. Денеска нему треба да му биде изречена висината на казната. Студентот Сан Диего добил повеќе од 4 милиони долари од владата на САД откако бил оставен и заборавен во келија повеќе од 4 дена без храна и вода. Даниел Чонг со уште 8 други лица бил приведен во 2012 година во рација на подрачјето на Сан Диего. По ослободувањето поминал 5 дена во болница, а 3 дена бил на интензивна нега. Минатата година во судски процес побрал оштета од државата во висина од 20 милиони долари. Сумата од 4,1 милион долари е постигната со слобода на двете страни. Палестинското исламско движење Хамас е против обновувањето на мировните преговори меѓу Израел и палестинците, бидејќи тие подкопуваат палестинската кауза. Ова го изјави Сами Абу Зухри, портпаролот на оваа организација. Тој решението на палестинскиот претседател Махмуд Абас за обнова на преговорите со Израел го оцени како неприфатлива еднострана одлука. Американските сенатори Линдзи Греам и Џон Меккейн по барање на претседателот Барак Обама идната недела ќе отпатуваат во Египет. На војните власти ќе им упатат апел да се дозволи одржување нови избори во земјата и ќе испратат порака дека затварањето на опозиционерите се повеќе наликува на државен удар. Состојбата во Египет ескалираше по смината од власт на претседателот Мохамед Морси. Тинејџерки продолжуваат да рушат рекорди во пливање на светското првенство во водени спортови кое се одржува во Барселона. Вести од спортот. Кейт Тиледецки има само 16 години. Стигна до второ злато во Барселона, а кога ќе го подобри светскиот рекорд на Кети Дзиглер од Соединетите држави за 6 секунди и 1 стотинка, таа заслужува и повеќе од злато. Таа е нова светска првенка на 1500 метри слободно во женска конкуренција, а и сребрената Лоте Фрис од Данска и бронзената Лорен Бойл од Нов Зеланд го соборија стариот светски рекорд на Сиглер. Половина час подоцна повторно блесна Рута Мейлотуте од Литванија. Девојката која што вчера во полуфиналето пливаше светски рекорд на 100 метри градно во женска конкуренција со време 1 минута 4 секунди 42 стотинки стана нова светска првенка. Веднаш до неа сребрена Јулија Ефимова од Русија, а американката Джесика Харди доплива до бронзениот медал. 2 години повозрасната од нив Миси Френклин, која што пред неколку дена го прослави 80-тиот роден ден, е нова светска првенка на 100 метри грбно. Таа исплива 58 секунди 42 стотинки, подобро од Емили Сибон од Австралија која што е сребрена и Аја Таракава од Јапонија која што го освои бронзениот медал. Ако минатата година во Лондон мислевме дека францускиот бран е случаен, сега стигна и потврда. Јани Канјел е нов светски првак на 200 метри слободно, победувајќи го Рајан Лохте. Легендарниот американец остана дури и без медал, бидејќи сребрен е Конор Двајер од Соединетите американски држави, додека пак Данила Изотов од Русија на крајот е бронзен. Нов светски првак на 100 метри грбно е 28 годишниот американец Мет Греверс, кој што пливаше 52.93, со народникот Пламер е сребрен, а Джереми Стравиус од Франција го освои бронзениот медал. Со повеќе информации се гледаме во 14 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.